Добро утро, почитувани гледачи, добро дојдовте во новото издание на емисијата Фактор здравје. Темата ова утро е реставративна стоматологија и ендодонција, која што опфаќа две проблематики: ендодонција која што се занимава со болестите на забот и лекување на проблематиката која што се јавува во забот, и реставративната стоматологија која што се занимава со надополнување на загубата на забот. На оваа тема, за тоа што ги расипува забите, како да се грижиме за оралното здравје, кои се сите работи кои што треба да ги знаеме и да ги применуваме без оглед на возраста, за да имаме добро и функционално забало, ќе разговараме со доктор Кристијан Ристовски, стоматолог од ПЗУ доктор Кристијан Ристовски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Вилјано. Навистина ми е драго што ете и денеска сум гостин и денеска денот ми почна со вас, значи убаво ќе терапам. Па и понеделнички. Така, да биде убава работната недела и не очекуваат, нели, великденските празници ни се во пресред. Реков, реставративната стоматологија се занимава со надополнување на дел од загубата на забот, ама тоа е само еден мал дел, веројатно опфаќа многу повеќе. Реставративната стоматологија како таква е и наука и уметност. Од кога забот? Значи, забот си има предилекциони места за кариес, тоа му се фисурите и амичките. А исто така и помеѓу контактните површини на забите, доколку се заглави храна, и таму многу лесно може да се јави и таму кариес. Сега, реставративната стоматологија е наука која што се бави со надополнување на дефектот предизвикан од сите овие кариозни лези, сите овие кариозни маси. А реставративната стоматологија е тесно поврзана со науката кариологија, која што, како што самото име кажува, се занимава со проучување на кариесот и неговиот третман. Така да. Ќе продолжиме со сите овие важни работи и информации кои треба да ги слушнеме од вас. Веднаш по првиот блок реклами ги поканувам нашите гледачи да не следат, да се јават, да постават прашање и да добијат совети препорака за проблемот што во моментов го имаат со своето орално здравје, односно проблематиката со забите. Останете со нас. Со доктор Кристијан Ристовски, стоматолог, зборуваме за реставративната стоматологија и ендодонција. Откако веќе ќе се расипат забите, доаѓа моментот, нели, на лекувањето, па потоа, нели, да ја вратиме функционалноста и на забалото онака како што треба. Градбата на забот можеме ли во кратки некои црти да споменеме за да се надоврземе на сите проблеми кои што може да го зафатат забалото? Можеме, поубаво би било да спомнеме, чисто за да гледачите имаат представа за до која длабочина на кариесот зборуваме и за каде кариесот најчесто може да даде симптоми. Jer кариесот на самиот почеток е асимптоматски. Само стоматолог може да го види. Но за тоа потоа. Прво да почнеме со градбата на забот. Забот е од три структури изграден. Првата е мајлот на забот, онаа која што гледаме во устата и од која што е прекриена клиничката коронка. Под мајлот на забот, втората втората помекост субстанца структура на забот е дентинот на забот, она е по-жолтата онаа боја што ја гледаме внатре, и дентинот како преоѓа на коренот се вика цемент на забот. Сега, тој дентин и тој мајл се така од природата извиткани во едни преубави структури наречени тубери, односно џумките, оние шпицовите на забите што ги гледате на преткатниците и катниците, односно инцизални рабови на секачите и на канините имаме исто инцизални рабови. Природата ги извиткала така и ги измешала толку добро боите да е тоа нешто неверојатно. И сите тие структури, сите тие превојување на боите и прелевање ние можеме да ги доловиме со нашите композити, бар од денешната генерација. Но исто така треба да внимаваме на сите оние бразди кои што се по забите. Ние во стоматологијата тие ги нарекуваме фисури. Иако тие се едно од предилекционите места за забен кариес, ставени се таму на забот со причина. Односно, преку тие фисури и преку тие тубери треба да се правилно пренесе жвакопритисокот на целиот заб, затоа што пак во средината на забот, во самиот центар на забот ни лежи една комора, наречена пулпина комора, и таа е исполнета со пулпата, односно со забниот нерв,
кој после тоа и во коренијата со каналиси се поврзува со главниот нерв, со крвотокот, со се. Така да, фисурите ги споменавте, заливање на фисурите, веќе сите имаме слушнато и знаеме, така во детската возраст е важно заради Апсолутно е спречувањето важно, на затоа што младите трајни зъби кога ќе изникнат во устата имаат и доста продлабочени фисури за разлика од веќе оформените трајни зъби кои што со самото гризање, џвакање, малку по малку се така да се изразам отупуваат. Како не би се таложела многу храна во фисурите и во јамичките на зъбите, кога ќе изникнат младите трајни зъби, најубаво да се залеат. Тоа е превентивна мерка и апсолутно ја препорачувам на сите. Но главната цел на стоматологот како доктор е да го одржи тој зъб здрав и витален. Со таа проблематика се бави превентивната стоматологија. Но кога веќе превентивната стоматологија од X причини ке затаи, дали пациентот не држал добра орална хигиена, дали не посетувал стоматолог, дали стоматологот направил некоја грешка, не видел, не очистил доволно, не го санирал како што треба зъбот без разлика, а тогаш се развива зъбен кариес. Зъбниот кариес е едно мултифакторијално, де факто бактериско заболување зъбниот кариес, кои што го предизвикуваат кариогени бактерии. А тие бактерии се бактерии кои што живеат во кисела средина, односно кога pH-то на устата ќе падне, тие бактерии можат многу лесно да се населат и тие се ацидурични. Односно да се изразам, тие пуштаат киселина. Киселина која што доколку доволно е на зъбот, го разјадува. Да, го разјадува, го размекнува емајлот на зъбот и полека прогредира кон пулпата. Многу битно е за широко распространета појава и кај возрастната и и во детската популација. Кариесот е едно од најшироко распространетите болести на планетата Земја. Нажалост, за жал, тоа е така. Да. Меѓутоа, кога спомнавме веќе деминерализација на зъбот, во зъбот, во секој момент во устата се случуваат два процеси на зъбите. Едниот е деминерализација на зъбите, кои што го прават бактериите, киселата pH и така натаму, а вториот е реминерализација на зъбот. Зъбот е витално ткиво и цело време привлекува минерали во себе меѓу другите материи и тие минерали полека го регенерираат. Овие деминерализација и реминерализација буквално постојат како јин и јанг, црното и белото на зъбите. Едно без друго не можат, меѓутоа да се потрудиме да ги сочуваме со добра орална хигиена и редовни прегледи во апсолутна рамнотежа. Так, лачење на доволно плунка во устната празнина, така исто е така многу Апсолутно важно. е многу важно. Меѓутоа има луѓе кои се соочуваат со посува уста. Да, ксеростомијата, односно сувата уста, може да се јави заради повеќе причини. Најчесто се јавува во постарата популација заради разноразни медикаменти кои што тие ги примаат. Многуте кои што ги користат. Да, и тие лекови може да доведат не само заради годините полека на атрофија на плунковните канали од големите плјувачни жлезди на устата, туку и ете тие употреба на медикаменти, самиот живот, едноставно добиваме посува уста. Тогаш имаме разноразни препарати за колку можеме да одржиме влажноста и pH-то на устата во pH-то во нутрала, а влажноста на оптимално ниво. Така, до што може да доведе доколку не се лекува и не се третира кариесот? Доколку кариесот на време не го третираме, односно тој си прогредира од емајлот кон дентинот, иде кон пулпата. Пулпата, како што претходно реков, е нервно ткиво. Тоа ткиво е многу осетливо и на бактерии, и на дразби во форма на вибрации, на топлотни дразби, електрични дразби, хемиски дразби, секакви дразби. И болките всушност се појавуваат на првата болна зона, осетлива зона на зъбот, е спојот помеѓу емајлот и дентинот. Таму се отвараат најголем дел од хаверсовите канали, од нервните продолжетоци на зъбот, и кога веќе бактериите ќе разјадат до тоа ниво, зъбот ни дава сигнал. Тука веќе имаме клинички кариес. А на самиот почеток кариесот се гледа како бело петно.
Како што е целиот зоб сјаен, само тој дел каде што фатило кариес е мат боја. А тој бело петно, а после тоа, колку тоа бело петно на време не се третира со флуорни препарати, со разноразни мерки кои што се за заштита на забот и за реминерализација, ќе си прогредира во кариес. Доколку дојде кариесот до пулпата, ја инфицира пулпата и тогаш добиваме воспаление на пулпата, односно пулпит. Така, пулпит. Да, пулпитот нервот е веќе, на живецот. Да, на така? живецот. Пулпитот е веќе кога ќе биде иреверзибилен, значи од таму нема назад. Пред пулпитот не се јавува хиперемија, односно предвоспалителен процес, малку прокрварување на забот. Тога забот можеме да го третираме со разни лекови, да го вратиме во оптималната форма, да го вратиме во функција целосно и да биде витален. Но доколку дојде до пулпит веќе на забот, доколку дојде до воспаление на пулпата, таа пулпа веќе мора да се извади, да се излечат сите канали, да се прошират, да се стерилизираат и да се затворат херметички. Но тоа е процес кој трае. Трае доста. Си бара повеќе посети, си бара дисциплини на пациентите и умешности на докторот. И доколку не го направиме тоа и не го постигнеме посакуваниот ефект, мора забот да се извади. Не. Тоа е крајното нешто, или? Вадењето на забот би рекол дека е веќе терминална фаза на забот. А ние како стоматолози се бориме да ги сочуваме сите заби, како што реков приоритетот преска, секогаш е што да повеќе бидат здрави. на број и да Наши бидат природни здрави. заби да имаме, така? А меѓутоа, кога веќе прво од пулпит се јавува пародонтит, односно процеси на корењето на забот, тоа се гнојни процеси најчесто на корењето на забот. И доколку се јави тој пародонтит, кој што веќе ние ендодонтски не можеме да го третираме како што треба, или доколку се формира циста, цистична обвивка на корењето на забите, постои една хируршка метода која што се нарекува апикотомија. Апикотомија е вадење на врвот на коренот од забот заедно со целото инфективно ткиво. Тука се формира нова коска преку крвниот коагулум и забот ќе останува повторно во уста. Но доколку и тоа не можеме да го направиме, односно доколку е забот во веќе терминална, како што реков, фаза, ние мора да го извадиме. Така. Значи, пародонтит не е исто што и парадентоза или пародонтопатија, нели, како што е честа исто патологија кај пациентите, така? Значи, ова е компликација од тој пулпит кој што го спомнувавте, односно инфекцијата на ова е нервот и компликација од живецот. инфекција на пулпата, од пулпит. А пародонтопатијата пак е мултифакторијална, но бактериско заболување, кое што може да се лечи. Така, имаме гледач на линија, веројатно да го слушнеме. Добро утро, повелете. Добро утро. Дали се слушаме? Да, во очекување на јавувањата на гледачите, да, ќе продолжиме понатаму, само во кратки црти за парадентозата, така, расклатување, крварење на непцата, повлекување. Не, парадонтопатијата и гингивитисот не е една иста работа. Так. Гингивитот е воспаление на гингивите, на непцата, на мекото ткиво во устата. А парадонтопатијата пак ни представува разјадување на подпорниот, уништување на подпорниот апарат на забот. И сега тоа пародонтопатијата не мора да значи одма расклатување на сите заби. Имаме многу разни форми на пародонтална болест, но во денешни услови дури и таа е скроз се лекува, таа не оставаме со пародонтопатија да паднат забите. Секако тоа е хируршка процедура, пошто пародонтологијата е де факто хируршка гранка и со таа хируршка процедура фактички ние го чистиме целото инфективно ткиво, целото разјадено ткиво од бактериите и доколку има потреба, доколку не е само за санација преку чистење на пародонталните џепови, исто така специјалистите по пародонтологија внесуваат вештачка коска биоос материјали која што подоцна окоштува се формира во наша коска и забите повторно се остануваат во устата. Чудесно е колку стоматологијата има отидено напред.
Со почнувајќи од самата основа на стоматологија, од кариологијата, од композитните пломби, композитните реставрации, каде што, како напоменав, можеме да ги мешаме сите бои, сите форми, за ние да си го креираме нашето уметничко дело, до целосната реставрација на цело забало со импланти, со зачувување на здравоста на пародонталниот апарат, со зачувување на целосното како орално, така и телесно, односно соматско здравје. Така, и многу е важно што ќе се задржи функционалноста на забалото, така, Да, за да можеме и понатаму да продолжиме добро, да джвакаме, така, говорот е исто така тука тесно поврзан. Слабите си имаат многу функции, така, и мастикаторна, и фонетска функција. Така, да. Да се обидеме уште еднаш, дали сега имаме гледач на линија? Добро утро. Дали се слушаме? Ве слушаме, повелете. Јас имам едно прашање до докторот. Имам мост со порцелански и со метален, мислам. Така, Колку години може да се носат тие, дека често ми се оспалуваат непцата и имам непријатен здив на устата. Вака, многу добро прашање. Многу добро прашање на вистина. Вака, мостовите може да се носат, од прилика метал керамичките мостови, околу 15 на години ми е оптималниот рок на траење. Меѓутоа, тоа е мост. Таму се испрепарирани забите носачи и на нив се ставени коронки кои што си прават стапалка. Односно, имаат испакнување ван природното. Таа стапалка собира храна. И доколку не се чисти забен камен еднашка на 6 месеци, не се чистат џеповите што се направиле доколку се формирале и не се одржува тој мост, доаѓаете така до лош див, до крварење на непцата, до болка при после јадење на тапо болка, тоа се болки од пародонтални џепови. Затоа и мостовите, како и природните заби, треба да се одржуваат. Иста грижа бараат. Иста грижа бараат. Дури и дополнителна грижа со редовни посети на стоматолог, за ние да си ги зачуваме и пародонталното здравје, а и мостовите да си останат што повеќе во уста. Така, да. Дали имаме и следен гледач? Добро утро и за вас. Повелете. Добро утро. Ве слушаме. Поздрав до вас. Поздрав на докторот. Ви благодарим. Сакам да поставам едно прашање. Врска само да елаборирам малку околу мојата здравствена ситуација на оралното здравје. Јас од секогаш сум имала уште од 5 поделение расипливи заби. Секогаш сум одела на заболекар. Меѓутоа, се беше во ред до 2015 година, кога ми беше диагностицирана пародонтоза. Така. Мислам, двете вилици ме болеа ненормално. Значи, не еден зап, него сите вилици ме болеа. Никаква апче не ми помагаше. Појдев на доктор и ми кажа дека имам пародонтоза, ми даде ровамицин и садент 3 месеци да ги пијам. Ровамицино најмнаш, а после 3 месеци садент. И од тогаш до 2020 ништо не ми се случуваше. Добро беше, ги мијав како што ми препорача забите докторот. 2020 баш во короната, повторно ми се активира тоа, болката, и забите што почнав да ги вадам. Забов е, мислам, пломбиран здрав од озгора, меѓутоа ме боли. И сега кога ќе направиме снимка, внатре има гнојна кеса. Так. А мене забите не ми се нишаја и непцата не ми беа црвени. И ден денеска, јас имам 16 заби сега, мене од кои 4 горните ми се коронки, а другите заби не ми се ниша воопшто, но ми се јавува болка и не знам кога, например, треба да појдам, например, на секој, например, да се проверува дали има гнојна кеса или нема гнојна кеса. Да. Ви благодариме така за јавувањето. Врз основа на ова можеме да можете да дадете советни препораки. Коса е тој пародонтит кој што го спомнавме. Доколку имала кариес на дадениот зап, па тој кариес прогредирал во пулпит и ете компликацијата пародонтит,
тогаш тој зап дефинитивно прво мора да се лекува ендодонски, односно да се отвори, да се исчисти, да се стерилизира, како што кажав, и херметички да се затвори. Но пред херметички да се затвори, ние мора да го поправиме дефектот кој што го направил гнојот. Гнојот е кисела средина и ја разјадува коската. На тоа место ние треба да привлечеме со помош на оние лекови интересеансни што ги ставаме, нели, што доаѓате ќе ви стави еднаш калекче, пуште еднаш калекче, па повторно. Тоа е се со цел да ставиме, најчесто во овој случај се ставаат препарати на калциум хидроксид, кои што и го неутрализираат полетот кисело, го префрлаат во базно и привлекуваат коскени клетки, односно ја регенерираат коската. Со тоа фактички ние успеваме да го завршиме ендодонскиот третман, не само со затварање на корењата и на коренските канали, туку и со санирање на дефектот кој што бил предизвикан од пародонтитичниот процес. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Дали се слушаме? Да, во продолжение ќе погледнеме уште еден блок реклами. Ве очекуваме повторно, почитувани гледачи, со вашите прашања, но и сето она што заедно со доктор Кристијан треба да го завршиме како дел од оваа тема за која што зборуваме. Останете со нас. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Кристијан, треба ли да ги менуваме амалгамските пломби? Тоа се оние сребрени пломби, така? Да, на времето што се старите пломби што ги викаат сите. Јас апсолутно сум за тоа да се сменат амалгамските пломби, заради тоа што амалгамските пломби, за разлика од композитните, не стојат на забот на принцип на хемиска ретенција, туку на механичка ретенција. Односно, тоа е ретенција, тоа е задржување на забот кога ние мора да формираме кавитет, шуплина на забот, кој што ќе го задржува амалгамот. Сега, маната на тоа е што при повеќе... Еве сега овие тоа се фотографии, така? Тоа се амалгамски пломби, ете веќе на шеската е смената, ова е композитна пломба и ова е целото санирано забало после менување на сите пломбата не се гледа, така? Апсолутно не се изгледа гледа. Како забот да си е природен како што бил првично. Апсолутно се тоа мора да си биде така. И како што ви кажав претходно, амалгамот се држи механички. Тоа е врска што со јадење едноставно експандира амалгамот, експандира забот, попуштаат тие механички ретенции, навлегуваат бактерии и создаваат секундарен кариес. Ние сакаме да го избегнеме тој секундарен кариес и затоа ги менуваме не само заради присуството на жива. Најмалку е присуството на жива причина да се сменат амалгамските пломби. До сега јас толку години 150 на години наназад се користени амалгамски, така? Отруло од амалгамска пломба, меѓутоа ете таа пропустливост на амалгамските пломби е многу поголема во однос на композитните пломби. А кога веќе ние ќе ставиме композитна пломба, која што има добра хемиска ретенција, нели со оној бонд, ние што го викаме со тој лепак, се врзува за дентинот на забот, за дентинските каналчиња, и доколку ние ставиме добро таа пломба, по сите принципи доколку ја навестиме, и згора на сето тоа, ете во 2010 година со професорката Лидија Поповска од болести на заби и ендодонтот истражувавме една многу интересна тема и пишувавме еден научен труд на тема ребондирање на композитните реставрации и влијание на ребондирањето на композитните реставрации од 5-та класа. И со тоа заклучивме дека доколку ние композитната реставрација, пломбата ја поставиме и откога ќе поставиме уште еднаш ка поминеме со киселина и уште еднаш ка со бонд, тоа ребондирање, односно нанесување на дополнителен слој на бонд, дополнително навлегува во веќе оние микропукнатини, микроструктури и ја намалува пропустливоста на композитната реставрација за неверојатни 84%.
Тоа е нешто кое што навистина не е за занемарување. Ете во мојата пракса јас си го применувам тоа што го истражувавме тогаш со професорката, си ги ремонтирам композитниве реставрации и фала Богу нема никаков проблем до сега. Така, и замена на дотреените пломби еме функционална, еме естетски многу подобро, така? Апсолутно да, затоа што ете дотреените пломби на споевите, да се изразам, на пломбата со забот, може да од собирање на храна, од пропустливост може да се пигментираат, да се обојат. Тоа обојување најчесто изгледа многу грдо кај еден човек, многу неубаво кај еден човек, да се изразам, затоа што прво нешто што приметуваме кај еден човек е неговата насмевка. Насмевката, точно. Насмевката Да. кажува многу за вас. И кога ние таа пломба ќе ја замениме, прво што правиме не само што естетски си ја надополнуваме насмевката, туку и во однос на тоа ние си превенираме Така, дополнителни некои проблеми што би можеле понатаму така, да се затоа што се појават. има рок на траење. Така. Без разлика дали тоа се должи на материјалот, на стручноста, на стоматологот, на староста на пациентот, одговорноста, има мал милион фактори за тоа пломбата колку ќе стои. Меѓутоа, ни еден фактор не кажува дека пломбата стои вечно. Така, Па да. ѓацек. Да. Композитни фасети на забите. Така. Што се фасети? Па можеме да ги сватиме како фасади на забите. Тоа е една сега кај нас релативно нова процедура каде што со композитни материјали од кои што се изработуваат пломбите, само со високо естетски композитни материјали, се коригираат некои визуелни недостатоци на забот доколку има индикации за истата. Значи доколку ние имаме здрава основа, има на што да направиме фасетка. И тоа да биде минимално инвазивно, односно со многу малку препарација или воопшто неинвазивна процедура. Така, да. Имаме, мислам, гледач на линија. Добро утро, повелете. Дали се слушаме, дали може би имаме и следен гледач? Предходниот се исклучи. Ќе се обидам јас уште еднаш. Добро утро. Дали сте на линија? Ало, добро Да, утро. ве слушаме, повелете. Ве молам, би сакала да го прашам докторот. Јас имам мост. Ми беа расипани само 2 заба ми се клатеа. На десната страна го имам мојата шеска и седмица. Меѓутоа почна да ме боли шеската. И за лекарот ја извади шеската и сега имам дупка, празнина меѓу мостот и седмицата. Што да правам? Многу ми смета таа празнина. Кога јадам, сега јадам на левата страна каде имам неколку заби. Колку што можев да ве разберам, вие имате мост и последниот член на мостот е шеската, била шеската, Да, која што е извадена заради болка. да. Небитно дали требало, мислам, многу битно, меѓутоа не би сакал да навлегувам во тоа дали било апсолутна индикација да се извади или не била, затоа што е многу неблагодарно од мене кон колегата, затоа што стоматологијата е објективна, екзактна наука. Јас доколку не го видам тоа и не оценам дека е за вадење, не можам да кажам дали е за вадење. Меѓутоа, Што би можело овде да се направи, така? Овдека веќе постои последен зап и дупка помеѓу последниот зап и петката и четвртата. И мостот, така. Јас би го расцементирал стариот мост и би направил од четвртка до седмица или од тројка до седмица, не знам, може господјата да дојде на преглед да видиме каква е конкретно состојбата и ситуацијата. И тоа што е... самата рече, да, јаде само на другата страна и тоа Така. најчесто нели го правиме ако чувствуваме некаква осетливост или болка на забот, а како стоматолози веднаш можете да забележите така која страна од завалото повеќе ја користиме за џвакање и за јадење, така? Таму има повеќе наслаги. Да. Има многу фактори кои што не го кажуваат тоа, меѓутоа мора да видам каква е ситуацијата, каква е состојбата на останатите носачи, преостанатите заби кои што може да се искористат како носачи. Може да се реши со има неколку решенија, меѓутоа би сакал да ја видам ситуацијата
за убаво да можам точно да оценам, а не да нагаѓам како што Така, да. Приоритет во стоматологијата е ендодонтскиот третман. Велиме да го излечиме забот, така и да до максимум да ги исцрпиме сите можности за да го спасиме. Меѓутоа има најразлични ситуации заради кои мора да се извади забот. И тука има решение кое што нели го нуди реставративната стоматологија, така, мостови, импланти, протетика. Тоа е протетика, меѓутоа ете, постои решение и протетска замена, меѓутоа и за таа протетска замена да биде добра, ние треба да имаме здрав темел. Здравиот темел, здравата основа ни ја пружа ендодонцијата и ни ја пружа реставративната стоматологија. Но најздравата основа во стоматологијата ни ја пружа превентивната стоматологија. Доколку човекот доаѓа на контролни прегледи, доколку превентивниот стоматолог ја заврши работата како што треба, а и пациентот исто така неговиот дел од работата, тогаш воопшто ќе нема потреба да се доаѓа до полето на реставративната стоматологија, на ендодонција, на орална хирургија, на протетика или на било која друга гранка од стоматологијата, кои што се сите за почит, мора да кажам, да не испадне дека издвојувам некој. Така, да. И доколку ги има ви се здрави забити, имате можност естетски да го подобрите изгледот, Доколку така, со здрави минимално забити. инвазивни, како велите, така, Ето, со фасетки. само Доколку разубавување. имаме сега така? ние, например, доколку ни дојде млад пациент, небитно момче или девојче, доколку дојде младо, со визуелни естетски недостатоци на забите. Дали се тоа искршени заби од траума, дали се тоа пребоени заби, ортодонтски поместени заби, не со правилен забен низ, но здрави заби. Да. Доколку се такви, ние можеме со композитни фасетки да ги излечиме минимално инвазивно или скроз неинвазивно. Меѓутоа и тоа си има своји индикации, контраиндикации. Кога може, кога не може. Така, да. Повозрастната популација, нели, мостовите, имплантите, коронките, грижата за нив, а и еве дел од прашањата беа така дека веќе одредени проблеми се јавуваат и тука. Да Некој едноставно не може да ги прифати, така? Не се навикнува, па ги вадат почесто, ама тоа е грешка, така? Кога веќе еднаш нешто ќе се намести, морате да го прифатите како дел од вас и да се навикнете и привикнете на таа состојба. Па доколку стоматологот ја завршил работата како што треба, во однос на протетската реставрација, висината, формата, големината на протетската реставрација, тогаш по секоја дефиниција не би требало да има никаков проблем да се прифати тоа тело. Затоа што тоа е направено според големината, формата и морфологијата која што веќе била во устата и нема на што да се навикнува. Меѓутоа, доколку нешто од овие работи мањка, односно доколку нешто фали, тогаш дефинитивно имаме проблем кој што и тоа може да се реши. Така, да. При крај сме на емисијата, дали може би имаме уште едно јавување? Да, не успеавме денеска да се слушнеме убаво со сите наши гледачи кои што сакаат да постават прашања, меѓутоа и низ овие прашања кои што ги поставија неколкуте кои што се јавија, верувам други некои препознаа можеби сличен проблем, па знаат што и како понатаму да направат. Како најдобро да се грижиме за да ги зачуваме здрави забите? Колку пати контроли да правиме, редовни и превентивни, не само кога ќе почувствуваме болка, бидејќи ако веќе болката е присутна, значи некаков процес се развил во забот. Најубаво е да се обрати доволно внимание на оралната хигиена. Доколку добро се одржува орална хигиена и се доаѓа на преглед, без разлика како одржувате, јас се надевам сите кои одржуваат добра орална хигиена, но и покрај оралната хигиена вие мора да дојдете на контролен преглед и на чистење на забен камен, меки наслаги, цврсти наслаги, полирање на забите, евентуална контрола од постоење на почетна кариозна лезија, која што е наравно далеку по лесна да се истретира, како што кажавме, од длабок кариес или од комплициран кариес. Доколку го правите тој чистите забен камен, доаѓате на прегледи 2 пати годишно, е оптимално време за тоа, не очекуваме да имаме никакви проблеми со забите. Да, ќе ги зачуваме здрави, само ако здрави, имаме потреба број, ќе ги доразубавиме, убави, така да, во некој момент. Во денешно време так, се може. Во денешно време стоматологијата нема никакви граници. Да.
Нема нешто што не може да се направи и во Апсолутно не. поглед на начинот и на диагностицирање, така И и на на безболност, материјалите, и на така врвните материјали. материјали кои што се достапни. Така, и на материјали и на понатамошните знаења кои што ги добиваме за нашите заби, затоа што и забите се уште откриваме работи за нив, како да реставрираме, како подобро да препарираме, како да ги надоместиме, а и самото тело, самото соматско здравје, односно телесно здравје. Да, Ние тесно е како- поврзано со состојбата на забите, Апсолутно така е многу тесно проблеми поврзано. може дополнително да ни се појават ако имаме расипани заби. И да, но и ендодонскиот третман може да биде неуспешен заради лошо соматско здравје. А исто така и може да се појави на крвна слика заради лош ендодонски третман или заради постоење на пародонтит, локално воспаление, било какво воспаление се појавуваат покачен број на бели крвни зрнца, се менува крвната слика. И покрај тоа, како што рековте, многу е важна устата и забите во процесот на мастикација. Да. Тоа е првата обработка, механичката обработка на храната. Па после се натаму. Добро да изчвакаме за да може полесно и добро да се свари потоа, И така да со плунката со ензимите Да. да ја натопиме, да ја развариме, за подоцна може убаво да се развари и се да се апсорбира. Така да. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас за покана. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.